Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска продолжуваме со циклусот емисии во кои ги представуваме проектите подготвени од единиците и придружните членки на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, кои добија финансиска поддршка од Министерството за образование и наука за финансирање научно-истражувачки проекти. Да подсетиме, на јавниот конкурс од Министерството за образование и наука за финансирање научно-истражувачки проекти одобрени се 5 проекти на единиците на УКЛО, со што УКЛО се најде на второто место меѓу државните универзитети, научните институти и Македонската академија на науките и уметностите, веднаш зад Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Уште 2 проекта кои МОН ги одобри се за 2 придружни членки на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, на Хидробиолошкиот завод од Охрид и на Институтот за старословенска култура од Прилеп, со што УКЛО постигна еден од своите најзначајни истражувачки успеси во последниве години. Одобрените проекти покриваат клучни области и се однесуваат на истражувања што имаат директен придонес и кон зелената и дигиталната транзиција на општеството. Вкупниот износ за финансирање по проект изнесува до 8 милиони денари, а истражувачките тимови треба да ги завршат до крајот на октомври 2026. Сето ова беше повод за средба со медиумите која се одржа пред почетокот на првиот уписен рок за запишување студенти во прва година на прв циклус студии во новата академска 2025-2026 година, на која се упати пораката дека Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола ги поврзува новите академски генерации со значајните научни придобивки. Во ова прилика да подсетиме дека проекти на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, што добија поддршка од Министерството за образование и наука, се математички модели во машинско учење за паметно земјоделство и храна со повисока додадена вредност од Технолошко-техничкиот факултет Велес, на кој раководител е професор доктор Весна Антовска-Пнајц, потоа Билјана Јордановска-Шишковска од Научниот институт за тутун од Прилеп е главен истражувач на проектот Информативен систем за агрохемиски својства и загаденост на земјоделските почви, проектот Паметна платформа за мониторинг на крави и производство на функционален млечен производ на Факултетот за биотехнички науки од Битола со главниот истражувач професор доктор Гордана Димитровска, професорката доктор Ангелина Станојовска од Правниот факултет Кичево е раководител на проектот Употреба на дигитални платформи и распространетост на сајбер насилството во училишната средина, а професор доктор Цветко Андреевски на проектот Примена на предвидувачка аналитика и вештачка интелигенција за унапредување на туризмот во Северна Македонија. Ова е проект на Факултетот за туризам и гостителство од Охрид. Денеска, во емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, ќе ги представиме проектите за кои финансиска поддршка од Министерството за образование и наука добија придружните членки на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Тоа се Хидробиолошкиот институт од Охрид и Институтот за старословенска култура од Прилеп. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Собствена мамка, која ефтина слика во прескапа рамка, да спасиш нешто, бар што можеш, наместо да ми признаеш. Од лага во лага тонеш. Лажливо срце е застрани лесно, во секоја ширина пак му е тесно, а твоето чука како на Јуда, само во ритам на измама. Но не можам да ти судам,
срце ќе застрани лесно, во секоја ширина пак му е тесно, а твоето чука како на Јуда, само во ритам на измама. Но не можам да ти судам, кој ли ти гризе образи, чии ли траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се ветила, се што ми зема кај го даде, мила са колку ли ме продаде. Кој ли ти гризе образи, чии ли траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се ветила, се што ми зема кај го даде, мила са колку ли ме продаде. Траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се ветила, се што ми зема кај го даде, мила са колку ли ме продаде. Кој ти гризе образи, можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се ветила, мила са колку ли ме продаде, мила са колку ли ме продаде. Проектите подготвени од единиците и придружните членки на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои на јавниот конкурс за финансирање на научно-истражувачки проекти, распишан од Министерството за образование и наука, добија поддршка, беа представени на средба со медиумите во ректоратот на универзитетот. При тоа, раководството на УКЛО со задоволство посочи дека овој успех е показател за растечко научно-истражувачката моќ на УКЛО и потврда за посветеноста кон актуелните општествени, технолошки и еколошки предизвици. Менаџментот на универзитетот упати честитки до истражувачите, координаторите и сите останати вклучени во подготовката на проектите, питејќи ова е голем чекор напред за УКЛО и поттик за уште поамбициозни научни ангажмани и во идниот период. Како што кажавме, Министерството за образование и наука одобри и проекти на две придружни членки на УКЛО, Јавната научна установа Хидробиолошки завод Охрид и на Институтот за старословенска култура Прилеп. За нив, како јавни научни установи, како што кажа ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, Министерството за образование и наука имаше посебен повик. Придружните членки исто така се дел од универзитетот, а тоа се вика и придружна членка, ние исто се гордееме и може би си да го чекаме новиот закон во наредната итерација на нашиот став. Треба да ставиме некои по-блиски врски со придружните членки, бидејќи сега врските се многу лабави. Но тоа не значи дека ние не сме горди, посебно што и Хидробиолошкиот институт е еден од основачите на универзитетот, а Институтот за старословенска култура е меѓу првите членки на овој универзитет. На кажувањето на ректорот Неделковски се надоврза и доктор Александар Василевски, директор на Институтот за старословенска култура од Прилеп, воедно и раководител на проектот Византиските монашки центри во Република Северна Македонија, традиција и континуитет, проект кој што е одобрен од Министерството за образование и наука. Еве што рече тој. Јас сметам дека
Тие законски измени може би не се толку важни, колку што е важно е вака со заедничка соработка да ги продлабочуваме врските помеѓу придружните членки и се разбира редовните членки во универзитетот, и мене ми е навистина голема чест и задоволство заедно со останатите реализатори на проектите и да присуствувам на овој настан. Нашата институција, јавната научна институција, Институт за старословенска култура Прилеп, на посебен конкурс, како што кажавме, кој што беше наменет само за јавните научни установи, доби финансирање на проектот под име Византијски монашки центри во Република Македонија, традиција и континуитет. Јас сум раководител на проектот воедно и директор на јавната установа Институт за старословенска култура во Прилеп. Всушност овој проект представува на еден начин сублимација на целата кадровска и организациона поставена на институтот, бидејќи тоа е мултидисциплинарен проект, чија што основна цел е да се проследи од различни научни перспективи единствениот феномен на континуитетот на културата на нашето тло, на тлото на Македонија, почнувајќи уште од античките времења па се до денешницата. Па поради тоа направивме селекција со оглед на кратките рокови со кои што располагаме за реализацијата на проектот. Направивме селекција од неколку најзначајни локалитети кои што имаат нели биле според она денеска како што го имаме, биле основани во времето на византиското владење со овие простори, а всушност имале од тоа време па се до денес функција на монашки, на манастирски центри, но при тоа водевме сметка да постојат на истата локација, на истиот топос и постари слоеви, значи уште од времето на хеленизмот, на хеленистичкиот македонскиот период, преку римското владење, па се до христијанството, византиската власт во Македонија, промените на властите во средниот век, отоманскиот период, па се до денес. Овие феномени на културен континуитет ќе бидат разгледувани од поголем број на научни дисциплини со кои што се, да речем, во нашата институција обединети. Тоа е пред се археологијата, историјата на уметност, етнологијата, лингвистиката, антропологијата и примена на нови современи технологии во проучувањето на културното наследство. Па во ваквите екзактни методи кои што ќе бидат применети во проучувањето на спомениците и археолошките слоеви, планирано е веќе од следниот месец во соработка со Универзитетот Хамболт од Арката, Калифорнија, да бидат направени геомагнетни и георадарски снимања на локациите, исто така да бидат направени лида снимки со цел да се добијат дополнителни сознанија околу тие археолошки слоеви кои што со сигурност знаеме дека постојат на овие локалитети. А веќе во следната фаза ќе бидат направени и хемеско-физички испитувања на сликарските материјали и малтерите со цел да добиеме познавање околу самата технологија и хронолошкото определување на одредени делови од овие градби кои што биле доградувани, преправани, изменувани во долг временски период. Како резултати од проектот предвидено е пред се да биде создадена една обемна документација, сеопфатна, која што ќе биде, како што кажав, од различни научни дисциплини. Подоцна овие резултати од сите овие мерења ќе бидат анализирани, ќе бидат сублимирани и планираме да ги публикуваме во референтни научни списанија во странство. Значи, покрај институтот, веќе во оваа фаза на реализацијата се вклучени две институции од САД. Тоа е Универзитетот Хамболт од Арката, кој што го спомена веќе, кој што ќе се занимава со овие мерења, а во дисеминацијата на резултатите ќе биде вклучен и индексот за средновековна уметност од Универзитетот Принстон, Нью Џерси, Америка. Така што веќе, како што најавив, очекуваме веќе од следниот месец да почнеме со активностите и се надеваме дека ќе имаме добри резултати кои што ќе придонесат нели за сите оние прашања кои што се во соглед на целокупната состојба горливи во моментот. Во оваа прилика ќе напоменеме дека Институтот за старословенска култура од Прилеп, како придружна членка на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, и оваа година ќе врши упис на студенти на втор циклус студии на студиската програма Класична археологија. Студиите се едногодишни, а достапни се 10 места за заинтересираните кандидати. Останува во продолжение да го представиме и проектот на јавната научна установа Хидробиолошки завод Охрид,
проектот со наслов Лимнолошки истражувања на Охридското езеро, но за него по музичката пауза. Останете со нас на 90,8. Те сретнам тебе, мислев дека љубов е што помалку да дадам, на крајот да им земам се. Но мојот свет се пресели во твоите очи бакарни, ко во песок жив потонав во нив, кога рече ти разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Во овој свет на лаги само ти си вистина, среден мрачен океан, единствен остров светлина. Ко боз да газам преку жар, брзам да ти прејдам праг, маска отфрлам и срце отворам, да ми кажеш пак. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. И еве повторно назад во програмата на Универзитетското радио Кло ФМ Битола. Ве подсетувам, ја следите емисијата за Универзитетот Отворено. Останува тука да го представим уште проектот Лимнолошки истражувања на Охридското езеро, кој ќе го спроведува Хидробиолошкиот завод од Охрид, придружна членка на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Главен истражувач на проектот е доктор Орхидеја Тасевска, научен советник, директор на заводот. Проектот представува интердисциплинарна научна иницијатива насочена кон севкупна проценка на еколошкиот статус на едно од најстарите и биолошки уникатни езера во светот – Охридското езеро.
преку интегриран пристап што обединува хидробиолошки, паразитолошки, хидрохемиски и хистолошки истражувања, проектот има за цел да ги идентификува клучните структурни и функционални промени во екосистемот, предизвикани од зголемените антропогени и климатски притисоци. Истражувањата се темелат на сезонски мониторинг, во рамки на кој ќе се анализираат физичко-хемиски и одредени биолошки параметри во литоралната и пелагијалната зона. Посебен акцент се става на литоралот, односно крајбрежниот дел на езерото, како најчувствителна и најдеградирана зона, во која најрано се манифестираат последиците од ерутрофикацијата, процес кој се одвива во екосистемот на еден воден базен, при кој се зголемува количеството на хемиските материи кои се користат во минералната исхрана на растенијата, како азот и фосфор, што доведува до зголемена биолошка продуктивност, потоа биоинвазијата и нарушената биолошка рамнотежа. Проектот ја применува современата концепција на функционална екологија, користејќи индекси како што се Карлсонов трофички индекс, Сапробен индекс, потоа макрофитски трофички индекс и биодиверзитетски индикатори, заедно со хистолошки и паразитолошки анализи кај автохтоната рибна фауна. Со тоа се овозможува детекција на рани индикатори на деградација, особено во контекст на еутрофикација и губење на ендемични видови. Проектот Limnološki истражувања на Охридското езеро, како што се посочува, директно се надоврзува на повеќе децениското истражувачко искуство на Хидробиолошкиот завод Охрид, проширувајќи го неговиот капацитет за долгоречен, стандардизиран и научно валидиран мониторинг, во согласно со Европската рамковна директива за води и меѓународните иницијативи за заштита на слатководните екосистеми, како УНЕСКО, Рамсар и други. Покрај научната димензија, проектот има силен политички и едукативен импакт преку развој на препораки за носители на одлуки, изработка на информативни и едукативни материјали за јавноста и организирање на јавни трибини и научни работилници. Со тоа се гради мост помеѓу науката, јавната политика и граѓанското општество, со цел за јакнување на јавната свест и отпорноста на езерскиот екосистем. На меѓународно ниво, проектот е конципиран да биде конкурентен и релевантен за европските и глобалните истражувачки програми, со потенцијал за објавување на научни трудови во реферирани списанија и интеграција на резултатите во бази на податоци за светски значајни водни тела. Преку реализацијата на овој проект се очекува значајн придонес во развојот на регионалната наука, унапредување на научната инфраструктура и кадар, како и позиционирање на Хидробиолошкиот завод Охрид како клучна научна институција за заштита и управување со природното наследство на Република Северна Македонија. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен здрав. Ти си
Припатувани кон крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот Отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, уште да подсетиме дека истражувачките тимови кои ќе ги реализираат проектите одобрени од Министерството за образование и наука, а во кои ќе се вклучат и студенти од повисоките години, магистранти и докторанти на Укло, треба да се завршат до крајот на октомври 2026 година. Со нетрпение го очекуваме почетокот на нивната реализација, зашто редакцијата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола дополнително ќе информира. Тука го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот Отворено. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Укло ФМ Битола, септември 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола. Направи го најдоброто. Студирај на Укло. И слушај Укло ФМ Битола 90,8 МГц.
Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk